Добро дојдовте во урбаните вести. Исландскиот писател Браги Олафсон ќе биде специјален гостин на 5-тиот интернационален литературен фестивал Проза Балкан, што ќе се одржува 28 до 30 мај во Скопје. Во продолжение следуваат денешните настани. Над 8500 учесници ќе бидат дел од Визер Скопскиот маратон. Општина Петровец го одбележа денот на општината. Уставниот суд наредната недела ќе одлучува за мандатот на градоначалниците. Проект за мултиетничка соработка во општина Ѓорче Петров. Промовиран водич за родители за здравие, раст и развој на детето. Во недела во Скопје ќе се одржи 13-тото издание на Визер Скопски маратон, на кој ќе трчаат 8500 учесници. Стартните пакети учесниците ќе можат да ги подигнат денеска до 19 часот и утре од 10 до 19 часот во парк Хотел и Спа. Во рамки на маратонот утре од 10 часот ќе се одржи и детски мини маратон на кеот на реката Вардар. Над 8500 учесници од 51 држава во недела ќе учествуваат на 13-тото издание на Визер Скопскиот маратон, еден од најмасовните и најпопуларни спортски настани во Македонија. Годинава на маратонот ќе учествуваат 1000 учесници повеќе од претходното издание. Манифестацијата е финансиски поддржана од град Скопје со 1.200.000 денари, а на располагање се ставени сите јавни предпријатија кои се под ингеренции на градот. Градоначалникот на град Скопје Коца Тројановски истакна дека маратонот има и културна, економска и туристичка димензија, потребна за афирмирање на имиџот на нашиот главен град и на нашата држава. Овој маратон е многу важен и со оглед на тоа што е назначени за исполнувањето на норми на европските и светските шампионати, како и за учество на Олимписките игри. Оваа спортска манифестација е многу значена за градот Скопје, бидејќи покрај афирмирањето на спортот, значено и од културен, од економска и од туристичка димензија, со оглед на тоа што ќе го посетат градот Скопје голем број на луѓе и ќе го афирмираат како главен град на Република Македонија и како еден спортски град. За директорот на Визер Скопскиот маратон Кире Синадиновски, маратонот од година в година станува еден од најпосетуваните и најинтересни настани во Македонија. Нагласи дека промоторки оваа година се трите сестри близначки од Естонија, Леила, Лили и Лина Луик, кои минатата година учествуваа на маратонот на Олимписките игри во Рио. Во недела стартот на трката е во 8:30 часот. Ќе имаме стандардно како и изминатите години 4 трки, маратонската трка, полумаратонската, штафетниот маратон и трката на 5 километри. Рутата останува иста, значи трчаме од центарот на градот, каде што е стартот и целта од плоштад Македонија. Се движиме до населбата Хром и потоа до населбата Аеродром. За публиката организираме конкурси за најдобра фотографија и најдобар транспарент, така да и они можат да бидат директно вклучени во целиот овој настан кој што веќе представува еден голем спортско-туристички бренд во Македонија и во регионот. Лина и Лели ќе трчаат на трката на 5 километри, така да ќе бидат заедно со она голема маса на учесници кои што ни е најмасовна трка на 5 километри. На пресконференцијата беа присутни и промотирките од Естонија, како и македонската шампионка во маратон Весна Кираџиева и Дарио Ивановски, кој пред неколку недели победи на полумаратонот во Белград. Јас искрено нема да ви кажам дека овој пат одам на рекорд, меѓутоа одам на победа со оглед на тоа што е воедно и државно првенство на Македонија, така да се надевам дека веќе 5 години поред ја освојувам титулата државен првак и победник во домашна конкуренција на Скопски маратон. Се надевам дека и оваа година ќе успеам, значи за тоа се спремам, за тоа се подготвувам и се надевам дека временските услови колку толку ќе не послужат и дека ќе можам да направам што подобар резултат. Се осеќам најспремно во животна форма и очекувам победа на полумаратонската трка.
Стартните пакети учесниците ќе можат да ги подигнат денеска до 19 часот и утре од 10 до 19 часот во парк хотел и спа. Стартот на маратонската и полумаратонската трка, како и на штафетниот маратон е во 8 часот и 30 минути, а на трката од 5 километри 15 минути подоцна. Во рамки на маратонот утре од 10 часот ќе се одржи и детски мини маратон на кеот на реката Вардар, позади парк хотел и спа. Партнери на детскиот мини маратон се Македонски олимписки комитет и УНИЦЕФ. Главниот спонзор Визер, за секој учесник има обезбедено и вредносен ваучер од 20 евра, кој може да се искористи преку веб страната www.vizer.com. Жителите на општина Петровец уште еднаш ја покажаа својата хуманност на дело со дарување крв на денешната крводарителна акција, која се одржа во спортската сала Кочо Рацин. Акцијата се одржа по повод одбележување на денот на општината 6 мај. Исто така денеска беа доделени и благодарници на две фирми кои помогнаа во расчистувањето на снегот од патиштата кон сите населени места во општината. Уште една традиционална крводарителна акција се одржа во општина Петровец во реализација на Институтот за трансфузиона медицина по повод одбележување на денот на општина Петровец 6 мај. Голем број крводарители, жители на општина Петровец, како и припадници на армијата на Република Македонија, на дело ја покажаа својата хуманост, дарувајќи ја драгоцената течност, што значи живот. Денеска дарителите имаа можност да даруваат крв од 9 до 14 часот, а беа собрани околу 30 крвни единици. На овој начин, со спроведување на акцијата за дарување на крв, граѓаните на општина Петровец уште еднаш ја потврдија својата хуманост за спасување нечиј живот. Денеска се одржува традиционална крводарителска акција по повод ден на општината Петровец. Очекуваме од 25 до 30 доброволни дарители. Како што гледате, голем дел од дарителите се и од армијата, која што се постојана наша поддршка, но и останатите граѓани кои што на различни средства преку различни средства се информирале и дојдоа денеска да даруваат, да помогнат на некога да спасат нечи живот. Во моментот потребите на институтот се задоволени за крв и крвни компоненти, благодарение на тоа што имаме еден добар годишен интегрален план според кој што се спроведуваат крводарителските акции, но исто така и на нашите граѓани кои што се хумани и редовно се јавуваат на крводарување. По повод денот на општина Петровец 6 мај Ѓурѓов ден, денеска во основното училиште Кочо Рацин беа собрани голем број граѓани и соработници од општината со цел да го одбележат овој ден. Градоначалникот на општината Борче Митевски ја искористи оваа прилика да им додели благодарници на две компании кои самоволно без надомест учествувале во расчистувањето на снегот од патиштата, овозможувајќи проодност до сите населени места. Освен нашето јавно комунално предпријатие, кое се справуваше во зимските периоди со чистење на улиците во 17 населени места, фирмата Прогрес Компани, значи доброволно, без никаква финансиска надокнада, го чистеше населеното место Винци, Живење, иако не се под наша територија, припаѓаат под општина Куманово, но излегоме во пресред на тие жители од тие населени места. Исто така и со фирмата Прогрес Компани го пробиме патот за населеното место Дивле и населеното место Чифли. Додека фирмата АЦ Транс помагаше во расчистување на населеното место Бадар и на населеното место Летеци, бидејќи знаеме Летеци имаше некаде околу 1,5 метра наноси од снег. Жителите на општина Петровец се задоволни од тоа како се развива нивната општина во изминатите години и од условите кои се овозможуваат како за граѓаните, така и за инвеститорите кои во општина Петровец ги има во се поголем број. Најпрвин сакам да го честитам денот на општината на сите граѓани на општина Петровец, особено на градоначалникот и на администрацијата, советот на општина Петровец, кои што навистина сиве овие години макотрпно работат за да општина Петровец стане едно подобро место за живење. Општина Петровец навистина почна интензивно да се развива и тоа во сите сфери, значи и во поглед на економскиот развој, преку отварање на слободните индустријски зони, но од друга страна не се, значи самиот економски развој доведе и да се унапредува и образованието, и културата, и спортот. Градоначалникот Митевски на граѓаните им го честиташе денот на општината и вети дека ќе се залага за подобрување на условите во општината на сите полиња. На сите жители од општина Петровец и го честитам роденденот на општина Петровец и може да им ветам како во изминатиот период, како сега, така и во наредниот период, дека општина Петровец
заедно со мене, заедно со општинската администрација, заедно со советниците од општина Петровец, ќе продолжиме да работиме во интерес на сите граѓани од општина Петровец, се со една единствена цел, значи да ги подобриме условите за живот во нашата општина, да ги подобриме условите за живот од најмалите, од децата што ни се во градинки, децата што ни се во училишта, до најстарите луѓето, пензионерите, бидејќи на нив им ветиме дека ќе им изградиме едно катче, дека ќе изградиме културен дом во Петровец. Уставниот суд на Република Македонија на следната седница ќе ги разгледува иницијативите за укинување на 2 члена од Законот за локална самоуправа и од изборниот закон, со што ќе се овозможи градоначалниците и советниците да останат на своите функции до одржувањето на локалните избори. До Уставниот суд иницијативи за продолжување на мандатот на градоначалниците и на советниците поднесоа Министерството за локална самоуправа, Министерството за правда и од Светскиот македонски конгрес. Уставниот суд на Република Македонија на следната седница, што ќе се одржи в среда на 10 мај, ќе ги разгледува иницијативите за укинување на 2 члена од Законот за локална самоуправа и од изборниот закон, со што ќе се овозможи градоначалниците и советниците да останат на своите функции до одржувањето на локалните избори, како што е објавено на веб страницата на судот. На истата седница ќе се одлучува и дали може да почне исплатата на субвенциите за земјоделците. Иницијативата која се однесува на градоначалниците е трета точка на седницата што ќе се одржи в среда, а со неа се бара оценка на уставноста и на законитоста на член 35 став 1 и на член 49 од Законот за локална самоуправа, член 16 став 1 и член 16 став 1 во делот во првата половина во мај од изборниот законник. До Уставниот суд иницијативи за продолжување на мандатот на градоначалниците и на советниците поднесоа Министерството за локална самоуправа, Министерството за правда и од Светскиот македонски конгрес. Локалните избори требаше да се одржат во првата половина на мај, но поради тоа што не беше избран председател на собранието, истекоа сите рокови за нивно распишување во предвидениот термин. Општина Ѓорче Петров во соработка со Асоциацијата Юридика го спроведува проектот за развивање на мултиетничка соработка и младинско предприемништво, успешни во единство. Во рамки на проектот во предстојниот период ќе биде спроведена специјализирана обука за стекнување на вештини за застапување на младите предприемачи, наменета за целната група. Развивање на меѓуетничка соработка и младинско предприемништво има за цел проектот Успешни во единство, спроведен од Општина Ѓорче Петров во соработка со Асоциацијата Юридика, а финансиран од Европската унија. Целта на проектот, како што информира Општина Ѓорче Петров, е утврдување на потребите за развој на младинското предприемништво, јакнење на капацитетот за застапување на младите роми и преземање на конкретни чекори за вмрежување на младите предприемачи со предприемачи од исто или различно етничко потекло, како и со бизнис организации. За таа цел во општината е изработена анализа преку анкетен прашалник на младите предприемачи од немнозинските етнички групи за утврдување на потребите на целната група во областа на застапувањето и примена на правната регулатива на локално и национално ниво. Општина Ѓорче Петров, како што се вели во соопштението, на овој начин активно ќе се вклучи во развојот на бизнис климата на локално ниво, особено кај млади луѓе кои се невработени. Во рамки на проектот во предстојниот период ќе биде спроведена специјализирана обука за стекнување на вештини за застапување на младите предприемачи, наменета за целната група, со цел да се обезбеди континуитет на активностите и одржливост на влијанието и резултатите кои ќе се постигнат од проектните активности. Ќе биде изготвена и програма за следење и менторирање на младите предприемачи во процесот на застапување, информираат од Општина Ѓорче Петров. Денеска во Скопје во организација на ВАС Груп се одржува меѓународен саем за туризам ВАС Travel Fair 2017 со цел представување на понудите пред клиентите и воспоставување соработка која ќе го помогне развојот на туризмот и економијата.
Туристички понуди за турското и албанското крајбрежје се представуваат на меѓународниот сајм за туризам VAS Travel Fair 2017, што се одржува денеска во Скопје во организација на VAS Group. Штандовите на изложувачите ги посети министерот за економија Дритон Кучи, кој оцени дека сајмот е важен за збогатување на туристичката понуда и дека очекува успешна сезона за овој сектор и покрај политичката криза. VAS Group, како што изјави менаџерот Енвер Мехмети, го организира сајмот со цел представување пред клиентите и воспоставување соработка, која ќе го помогне развојот на туризмот и економијата. VAS Travel Fair е 4-дневен настан, во чии рамки претходно се одржаа презентации на понудите од турското и албанското крајбрежје во Приштина и во Тирана. 23 иновативни технолошки и стартап компании денеска и утре ќе ги представат своите 72 работни позиции во рамки на сајмот за кариера. Најмногу можности на сајмот има за програмери и за маркетинг и дизајн. Сајм за започнување кариера во технолошки стартап компании Кариер Ланч ќе се одржи денеска и утре во Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски во организација на Summer Work and Travel Alumni Македонија во соработка со Младинскиот инфоклуб Скопје. На сајмот 23 иновативни технолошки и стартап компании ќе ги представат своите можности за кариера и ќе понудат 72 работни позиции. Целта е поврзување со млади за да го напредат својот тим со таленти кои ќе придонесат во реализација на нови идеи, иновативни проекти и нивниот целосен развој. Најмногу можности на сајмот ќе има за програмерите, за маркетинг и дизајн, како барани позиции се маркетинг менаџери, интернет маркетари, сейлс копирајтери, бизнис девелопери, бизнис аналитичари, инструктор за 3D дизајн. За сите ентузијасти за работење во коворкинг простор постои позиција за практикант за градење заедница и социјални настани. Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акушерки на Република Македонија и канцеларијата на УНИЦЕФ денеска го промовираа првиот водич за родители, кој има за цел да им помогне на родителите да го следат растот и развојот на своето дете. Првиот водич за родители за здравје, раст и развој на детето од 0 до 3 години е промовиран денеска од страна на Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акушерки на Република Македонија и канцеларијата на УНИЦЕФ. Патронажните сестри ќе го споделат водичот на родителите на сите новородени деца во земјава при својата прва посета, а тоа ќе им помогне што подобро да го користат за да можат да го мерат растот и развојот на своето дете. Водичот е изработен во соработка со Министерството за здравство, Сдруженијето на педиатри, Сдруженијето на неонатолози и Здравствен дом Скопје. Водичот за родители се темели на искуство, на знаење од експерти од различни области, кои 2,5 години работеле и на сериозните залагања во однос на она што е најважно. Информацијата и значењето за грижата за детето да биде спакувано во еден производ, кој ќе биде достапен за секој родител, на кој ќе му дава една сигурност во секојдневната грижа за своето дете. Со овој водич од 0 до 3 години направени се првите чекори и во него се опфатени теми кои се најважни во првите 3 години за она што е најважно, стекнување на животни навики кои детето натаму во животот ќе ги има. Во водичот се содржани совети и информации за она што треба да го знае секој родител за развојот на детето, вклучувајќи ги оние за исхраната и доењето, календарот за имунизација, карти за следење на висината и тежината, безбедноста на детето и сите развојни одредници, со кој родителот станува свесен за развојот на своето дете. Над 70 уперски институции од 18 држави, меѓу кои и Македонија. Од денеска до 14 мај во рамки на Европските уперски денови ќе ги отворат своите врати за публиката, нудејќи им содржини, посветени и инспирирани од операта. Првпат низ Европа во време траење од една недела ќе се прослават Европските оперски денови. Над 70 оперски институции од 18 држави, меѓу кои и Македонија, од денеска до 14 мај ќе ги отворат своите врати за публиката, нудејќи им содржини, посветени и инспирирани од операта. Македонската опера и балет со премиерата на детската оперета Пролетна приказна од Стојан Стојков ќе ги прослави Европските оперски денови 2017. Премиерата е предвидена за 20
13 мај од 12 часот на малата сцена на операта. Режијата е на Трајко Јордановски и Теа Богатиновска, диригент на детскиот хор Фалсето. Публиката ќе има можност оваа представа да ја погледне на 20 и 21 мај од 12 часот на малата сцена на македонската опера и балет. Пролетна приказна го отсликува будењето на пролетта и природата. Музичкиот израз на делото кореспондира со естетските и технички елементи, прилагодени на возраста на децата од предучилишна и училишна возраст, а хармонските елементи во него се едноставни, со јасна тонална подлога. Делото ги содржи сите формални елементи на жанрот опера: хор, солисти, дуети, балет и инструментална подлога, а во него авторот внесува и наратори кои ја водат приказната преку рецитативна форма. Европските оперски денови се посветени на прославување на операта и нудат можност да се посетат оперските институции. Тоа е иницијатива на Опера Европа, Европска организација за професионални оперски компании и фестивали, и РСЕО, Европска мрежа за оперско-балетска едукација. Соработката меѓу Македонската опера и балет и Опера Европа почна во 2008 година. Променливо и нестабилно време со локален пороен дожд проследен со засилен ветер и грмежи. Најчесто во попладневните часови се очекува од недела. Веќе од утре ќе биде малку посвежо. Во недела ќе дува повремено силен западен ветер, особено во југозападните и јужните делови од земјата, а на повеќе места, посебно во северните и источните делови, ќе биде нестабилно. Во понеделник и вторник ќе биде пооблачно и ветровито, со северен ветер, кога под влијание на нов влажен бран се очекуваат врнежи од дожд во поголемиот дел од Македонија. Од среда се очекува да има и позначително, не и подолготрајно спуштање на утринските и на дневните температури, кое ќе се почувствува повеќе во северните делови. Повеќе за временската прогноза во продолжение. И уште една информација пред да се одјавиме. Во недела во периодот од 7 до 14 часот, поради одржување на манифестацијата Скопски маратон, ќе има изменет режим на автобуските линии на јавниот градски превоз. Од ЈСП информираат дека учесниците на Скопскиот маратон, кои имаат и носат стартни броеви на маичките, може да се возат бесплатно во автобусите на ЈСП Скопје на денот на маратонот. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатен остаток од денот и убав викенд. Довидување.